Конечна е одлуката на апелациониот суд. 2 години и 6 месеци казна затвор за возачот кој прегази Верица Белчевска и побегна од местото на настанот на пешачки примен кај трговскиот центар Глобал во Струмица април годинава. Семејството на загинатата девојка вели дека на судењето биле изнесени невистини и лаги со цел ублажување на казната. Душка, мајката на загинатата девојка, вели дека нема да ја врати нивната ќерка ниту доживотна казна, но да биде правично пресудено. На мојата ќерка нема да се врати, ама тоа е премногу малку за тоа, плюс тоа. Многу лаги има што зборуваат дека били се грижеле за мојата ќерка тие 9 дена што беше у кома и дека се носеле влажни марамчиња за хигиена на мојата ќерка. Тоа е сето лага што ниеднаш не се јавија ни да попитаа како е. Не да се грижат нешто за неа. Адвокатката на семејството Белчевски Сања Мирчо во писмена изјава вели: "Не сме задоволни од казната донесена од судот, а правдата не е задоволена. Девојката загина на пешачки премин, а со казна од 2 години и 6 месеци нема да се постигнат целите за казнувањето. Со вакви судски одлуки, со кои сторителите на кривични дела и носење на човечки животи во никој случај не може да го спречи дивењето на возачите и одговорност додека се зад воланот." Солзите и непреболот во семејството Белчевски остануваат. Но се срекне што сепак срцето на нивната ќерка чука во градите на 22 годишно момче. Верица Белчевска беше донор на здравите органи од организмот. Добро што Иле со срцето секој ден се слушаме, добро е детето и да биде добро. Знаеме дека незиното срце чука се уште некаде. Блаже што му беше дониран едниот бубрек од Кавадарци, тој добари. По одлуката на апелациониот суд се исцрпуваат сите правни инструменти за понатамошна постапка. На семејството Белчевски им останува само да ја прифатат донесената одлука и да ги оживуваат спомените во срцето и бубрезите на пациентите на кои нивната ќерка ги донираше.